Ако поскапи струјата по нова година, тоа би било помеѓу 1 и 3%, очекува премиерот Христијан Мицкоски. Не очекувам да има зголемување, не знам, од 10, 15, 20%, како што е тоа случај со многу држави во регионот и во Европа. Очекувам да биде, ако има да биде незначително, во рамките на од 1 до 3%, толку отприлика. Не очекувам поголемо од тоа. Стабилизирањето на цената на струјата ќе зависи од консолидација на ЕСМ, за која премиерот очекува да се случи за една година. Не, ЕСМ има приходи од електричната енергија која што ја дава на Евана Хоум и од системските услуги, односно терцијалната енергија која што дава на МЕПСО и плюс од загубите кои што ги продава и на МЕПСО и на дистрибутерот. И кога сето тоа ќе се анализира, плюс сите оние мерки за кои што зборував за намалување на цената на електричната енергија, очекувам компанијата целосно да биде консолидирана веќе кон крајот на 25-та, почетокот на 26-та година и од компанија за губар да биде во позитивна нула. В недела, по состанокот со Банкарската асоциација, ќе се знае кои банки ќе ги сносат трошоците за кредитите од унгарскиот заем. Нашиот став е тој, дека треба сите заедно да работиме во овие тешки моменти, исто како што се работеше во времето на ковид кризата, исто како што се работеше во времето на енергетската криза. Ако тие мислат дека сега не треба така да работат, во ред, тоа е нивна одлука, тие се приватни субјекти, ние како влада не можеме да се мешаме. Наше беше да обезбедиме средства за бизнисот, за економијата. Тоа и го направивме. Тука се средствата. Половина милиарда се тука. Условите ги знае, уште пред изборите ги зборував условите, сите знаеат тога што се случува, тоа е што е. Ние тоа што можевме како влада да го направиме, го направивме. Ние не сме влада која што бара. Ние сме влада која што сака да помогне. И очекуваме сите заедно да работиме, да помогнеме за појака економија значи појака држава ќе значи дека и мојата куќа, мојот дом е повреден. Во однос на загадувањето на воздухот, владата има план како тоа да се сузбие. Ние сме сега во потрага по партнери кои што на основа на пазарни услови, а не на привилегирани, како што имаше стратешки инвестиции во минатото, заеднички со владата ќе вложат во систем на затоплување на нашите домови, кој што ќе биде резултат на согорување на природен газ, односно когенеративни централи, кои што ќе произведуваат и електрична енергија и газ. Имаме во план неколку да направиме и на тој начин цениме дека барем за 60%, кога ќе ја добија ова целосната апликација од 100%, барем за 60% ќе биде намалено загадувањето и